камерата ќе седам. Добро вечер, добро дојдовте на промоцијата на Филозофска трибина број 37. Ве поздравам во името на организаторот Филозофското друштво на Македонија. Како што реков, тука сме собрани во однос на промовирање на Филозофска трибина воопшто и содржините на што се поместени нели во овој број на списанието. Со нас вечерва е професор доктор Ана Демишковска, која ќе го промовира овој број. Обично нели домаќинот кажува нешто за гостинот, во случајот промоторот, нели? Гостинот наш човек во случајот. Мислам дека нема потреба посебно да ја представам професор доктор Ана Демишковска, без претерана интимизација, би кажал, нели, два збора. Тоа е дека се знаеме од студентски денови, генерација сме, нели, уште од студентски денови и во прилог, нели, на една, како да кажам, на едно сваќање кое што оди наспроти струјата или наспроти вообичаените нешта, а кои се поврзани со заслужени, односно располагање со незаслужени нешта, нели, како контраприлог на тоа, еве ќе сакам да споделам со еден факт со вас. Ана Демишковска беше студентна генерација на нашата генерација, така да, нели, сите тие подоцна што дојдоа академски статус и, нели, и професорска кариера, уште од тогаш беа навестени, а подоцна, нели, сосема заслужени. Еве, јас тука ќе завршам, ќе давам, нели, збор на Ана. Скавиот вовед, благодарам на сите вас што во овие вечерни часови, во неидеални временски услови, сепак ете одвоивте дел од своето драгоцено време да бидете со нас на вечерашниот настан, а тоа е, како што веќе најави Љупчо, промоцијата на 37-миот број на нашето филозофско списание Филозофска трибина. Пред да навлезам во представување на содржините на овој број, би сакала малку да дадам неколку воведни напомени околу поширокиот контекст на овој настан, односно на мојата улога како промотор. Да ви кажам право, јас од една страна навистина жалам што не бев во можност да бидам меѓу авторите на текстовите во овој број, од два разлога. Едниот е љубовта и почита кон Филозофска трибина како списание, кое што ете во не многу лесни услови, напротив би рекла доста тешки и предизвикувачки услови, успева да го одржува континуитетот на македонската филозофска мисла во обновената форма од 2014 година, така во континуитет излегува еве се до денес и сите што се макар и малку блиску на еден или на друг начин до редакцијата на списанието и што се вклучени во целиот процес на неговото подготвување, знаат дека тоа е навистина еден херојски потфат, како за главниот уредник, така и за целата редакција. Во таа смисла, реков, желбата да се објавуваат текстови во Филозофска трибина е на некој начин поддршка и за таа наша домашна интелектуална традиција и навистина сум среќна што еве имаме можност 37-миот број вечерва да го промовира. Меѓутоа има уште една поспецифична причина која што оние што ме познаваат подобро, мислам го знаат, мојот професионален ангажман, веројатно ја насетуваат, тоа е почит и љубовта кон Кант. Значи, Кант како еден навистина од интелектуалните джинови, една од највлијателните и најзначајните фигури во целокупната историја на филозофската мисла, а неговото значење за подрачјето на теоријата на познанието, епистемологијата и сродните дисциплини, воопшто не е потребно да се нагласува. Значи, поради тој професионален и тој личен афинитет за Кант, јас навистина сериозно го мислев тоа кога реков дека ќе дадам текст за списанието, но како што често со нашата колешка Марија Тодоровска знаеме така горшливо да се пошегуваме, ако сакаш да го насмееш Господ, кажи му ги твоите планови. Така што ете и тој план не се реализираше, но од друга страна пак тоа ме стави во една на некој начин алтернативна
и на друг начин привилегирана позиција, односно ми овозможи да бидам промотор на бројот, бидејќи според нашето интерно правило, така, како промотори на броевите на филозофска трибина се јавуваат авторите кои што немаат конкретен придонес. И сакам да кажам дека таа позиција, значи таа можност за мене беше повеќекратно изненадувачка во позитивна смисла на зборот, затоа што таа ми отвори едни нови перспективи кон Кант, кои што мислам дека ако останев на првичниот план да го работам сопствениот текст, немаше да ги остварам, затоа што тогаш веројатно ќе се задржев на оние теми кои што веќе досега ги имам истражувано во поглед на Кант, особено неговото влијание врз Ханс Келзен како една од најмоćните, најзначајните фигури на филозофијата на правото во современата доба. Веројатно, бидејќи во Македонија за тоа не е пишувано, постојано референците ќе ми беа странските автори и немаше да има можност за една таква радикална новост, за едно излегување од таа веќе на некој начин дефинирана перспектива. Меѓутоа, ова беше една пригода да се практикува на дело она што ние честопати во нашата филозофска средина го посочуваме и самокритично и критично, нели, како нешто што недостасува, а тоа е едно поголемо внимание, значи сериозно читање, анализирање, филозофска анализа и дискусија за нашите собствени текстови, размисли, книги, значи начинот на кој што автентичната македонска филозофска традиција е во диалог со светската, меѓутоа исто така и гради некои своји собствени дострели. Така што сакам да кажам дека на тој начин под притисокот, можеби и на таа современа конфигурација во академската сфера, кога постојано сме под притисок да објавуваме текстови, нели, во странски списанија, да држиме чекор со светската продукција, што е секако за пофалба и мора да се да кажеме, да се оди во таа насока, меѓутоа, при тоа мораме да водиме сметка да не се потпреме само на тие центрифугални сили, значи тие кои што не водат кон надвор, така да се каже, кон проширувањето на тој круг, и дека паралелно со нив ми се чини дека треба да ги јакнеме и центрипеталните сили, значи силите кои што го фокусираат барем еден дел од нашето внимание врз тоа што тука се случува, затоа што ми се чини дека можноста да водите продуктивен филозофски диалог во реално време, значи во простор што реално го споделувате со колешки, колеги, заинтересирани за полето на филозофијата, кои што на некој начин во истата матрица интелектуална се оформуваат, значи ја градат истата традиција, кои што отвораат специфични перспективи, секој од својата позиција кон светските трендови, е многу важна и многу продуктивна дејност, и дека на тој начин човек е навистина привилегиран, така да се каже, да може во својата средина да има соговорници за такви важни и значајни прашања како што се овие филозофски теми со кои што ние се занимаваме. Така што сакам да кажам дека ова не е само еден контекстуален вовед, како што најавив на почетокот, туку нешто што ме поттикна оваа промоција да ја изведам во еден, така да се каже, малку поспецифичен херменевтички клуч, односно да се обидам да го реконструирам така тој диалог што во тематот за Имануел Кант, кој што е централна содржина на овој број на филозофска трибина, реално се одвива, односно на некој начин да се обидам да најдам некаква заедничка нишка, бидејќи тие навистина текстови сочинуваат дел од една, ако не експлицитна, барем имплицитна филозофска целина. Така што, како што и најголемиот дел од списанието е посветен на тематот на Кант, така и најголемиот дел од ова што јас сакам да го споделам со вас вечерва, исто така ќе се однесува на него и на текстовите, кои што се во некоја символична питагорејска совршена десетка. Можеби тоа не случајно што се ете така 10 текста собрани во овој темат посветен на Кант. Сега, размислувајќи за тоа како да се допре до тие длабински слоеви, тука честопати под површината на рационалниот дискурс, најпродуктивно е човек да се повика на некои такви длабински интуитивни слоеви. Јас тој метод, така да се каже, овој пат го применив. И вака интуитивно ми се чини ми се наметна една метафора која што е
позајмена од природонаучниот дискурс, да кажам. Можеби тоа не е случајно, имајќи го предвид придонесот на Кант и за таа сфера. Односно, поточно кажано, од така сеизмолошката проблематика, а тоа е всушност метафората на раседот. Не знам дали е вие тој технички термин познат. Значи, тоа е една пукнатина во земјата, која што настанува на просторот на допирање на две тектонски плочи, кои што имаат некое такво минимално движење, меѓутоа во одредени периоди, кога тоа движење станува особено брзо и динамично, тие се всушност епицентарот од каде што еруптира земјотресната енергија, значи тие се на некој начин тука се случува на таа линија на раседот, земјотрес како празнина на таа тензија на тектонските плочи. Сега во таа смисла ми се чини дека овој наш Кант од нашиот темат, чисто ете филозофски роден на некој начин, го прославуваме заедно, вака некако холограмски би можел да се проектира како мислител на раседот. И тоа во две значења. Значи, мислител чија што филозофија се ситуира на едно такво трусно, напнато подрачје на конфигурацијата на знаењето во неговото време, имајќи го предвид судирот на парадигмите, така, помеѓу традицијата и модерноста, помеѓу догмата и просветителскиот импулс, помеѓу емпиристичката и рационалистичката позиција, така што не случајно Кант е оној кој што извршува една својна коперниканска револуција во филозофијата, а такви револуции се случуваат токму на такви трусни подречја, така да се каже. Меѓутоа, исто така, тој е мислител на раседот, во смисла на тоа дека ми се чини дека огромен дел од неговата интелектуална енергија е посветена на обидот да се концептуализира таа конфигурација на човештвото, на историјата, на антрополошката структура на човечкото суштество, на мислата и нејзиниот однос кон светот, така што, мислам, таа огромно интелектуално здание што го гради, е здание кое што абсорбира една подземна интелектуална енергија, кое што е изградено на едно такво сеизмички и нестабилно подрачје и дотолку повеќе фасцинантно тоа што до ден денес има така стои, така да се каже, цврсто и предизвикувачки и врши такво влијание. Во таа смисла, јас ми се чини дека читајќи го во тој клуч, има некоја природна дистрибуција на текстовите од тематот во две групи и тие се така фино хармонично, последователно поделени. Во првата група, каде што спаѓаат текстовите кои што имаат поеминентно филозофска содржина, ми се чини дека се на некој начин интуитивно се дофаќа токму овој тип на кантовско филозофирање на линијата на раседот. Од друга страна, во преостанатите три текста кои што му припаѓаат на тематот, последните со кои што се завршува, ми се чини дека тие представуваат показ на тоа како таа сеизмичка енергија што се ослободува од мислата на Кант се шири во огромни концентрични кругови, која што допира до денешното доба и зафаќа и подрачје кои што на прв поглед можеби не би можеле да претпоставите дека ќе ве донесе до нивните брани. Така што дозволете ми сега накусо да се обидам пред вас да аргументирам оваа интуиција, како и секоја интуиција, нели можеби ќе се покаже како нешто што може да се образложи или нешто што може да се проблематизира. Меѓутоа ми се чини дека индикативно за тоа, за неа е уште и самиот прв текст со кој што започнува тематот за Кант, односно текстот на академик Ферид Мухич, кој што е посветен на политичката филозофија на Кант и кој што носи поднаслов неколку коментари и една апорија. Значи, веќе самиот концепт апорија го сигнализира постоењето на некаков расцеп или на некаква пукнатина на теренот на кој што се движиме и тоа е навистина едно такво најавување на овој мотив, затоа што во овој текст фокусот се става врз една идеја дека политезата, нели, дека во Кантовата филозофија, иако сме ние главно да кажам повеќе наклонети кон тоа да неговиот придонес да го лоцираме на полето на теоријата на познанието, естетиката и етиката, дека де факто политичката филозофија зазема мощно важно место во целиот негов опус и дека целта на таа кон која што се стреми
политичка филозофија на Кант, е изградба на еден систем на вечен мир, така една универзална светска држава во која што ќе бидат гарантирани човечката слобода и достоинство. Кант во една прилика ќе забележи дека всушност, иако модерните државни поредоци се на еден или на друг начин втемелени врз идејата за општествениот договор, тој смета дека позицијата во која што во негово време, а мислам дека не е и различно и денес, се наоѓаат државите едни кон други, е всушност позиција како една генерално како предполитичка позиција, значи како првобитната состојба во која што хипотетички се наоѓале поединците пред да се втемели општествениот договор. Тука професорот обрнува внимание на фактот дека овој аспект на филозофијата на Кант на некој начин е потценет во доминантните интерпретации и прави известна ревалоризација во тој аспект, но од аспектот на ова читање што го предлагам, мене ми е особено интересен крајот на овој текст, во кој што професорот ја лоцира таа апорија помеѓу од една страна неограничениот оптимизам на Кант во смисла на можниот развој на човечката историја кон еден таков универзален политички поредок на светски мир и хармонија, а од друга страна неговиот комплетен антрополошки песимизам околу конституцијата, антрополошките фактори што ја конституираат човечката природа, водена од себичност, самолюбие, постојана компетитивност, која што општеството некако мора да ја држи под контрола, но никако не може да ја на некој начин искорени, и текстот завршува со таа изрека на Кант дека ништо право не може да се изделка од кривото дрво на човештвото. Така што тензијата меѓу тектонските плочи е веќе јасно назначена уште во овој прв текст. Понатаму, во вториот текст на професорот Мирко Ѓушевски, кој што е посветен на етичката проблематика на Кант, мислам во филозофијата на Кант, со посебен акцент врз метафизиката на слободата. Значи, концептот на Кант како метафизичар на слободата е тука особено апострофиран, и ми се чини дека оној расцеп што се назначи уште на почетокот на во првиот текст, сега тука се продлабочува преку тензијата помеѓу два аспекта на Кантовата визија за човечкото суштество, односно преку онаа негова метафора за човекот како граѓанин на два света. Значи, во етичката теорија на Кант е особено нагласена таа спротивност помеѓу емпирискиот свет, на кој што му припаѓаме како природни суштества, преку нашата телетност, преку нашата упатерност на едноставно обврзаност да функционираме во светот на емпиријата, меѓутоа од друга страна, со другиот свој дел, така, со страната на нашиот морален капацитет, ние всушност сме граѓани на интелигибилниот свет. И тоа е всушност подречјето каде што ние доаѓаме во контакт со ноуменот. Она што ни се измолкнува во сферата на теоријата на познанието, така, бидејќи во светот на природата можеме да ги спознаеме само појавите или феномените, а не стварите по себе или ноуменот, е тоа кај Кант ние имаме сепак еден привилегиран пристап до него, а тоа е во подрачјето на нашата, на етичката сфера, односно на слободата и автономијата како главни конституенти на етичкиот свет на човекот, така што Кант зборува и за тоа дека ние имаме всушност два карактера, емпириски и интелигибилен карактер, и дека тоа што имаме, сме на некој начин жители на две царства кои што честопати се судираат едно со друго, пак како што реков ја, некако ја продолжува таа интуиција на некаков темелен, на некаква темелна онтолошка пукнатина во светот на човечкото суштество, како тие плочи на некој начин нужно да се од различна природа, а се упатени постојано да се тријат, така да се каже, една од друга. Понатаму, од сферата на етиката и на метафизиката на слободата, се упатуваме кон сферата на естетиката, така подречје кое што е многу тесно упатено и поврзано со претходните, и тука е текстот на
академик професор Иван Джапаровски, кој што се однесува на кантовата естетика, меѓутоа со еден посебен фокус врз еколошката естетика, како едно особено атрактивно современо подрачје во естетичките истражувања, за кое што ете Кант се покажува особено релевантен, иако се разбира тоа самото е конституирано во посовремените во посовремениот период. И сега тука исто така ми се чини читањето на овој текст низ една таква, да кажам, сизмичка метафора, ги идентификува тие напнатости, значи тие концептуални тензии и во историјата на естетиката, во контекстот во кој што се лоцира Кант, меѓутоа внатре и во самата негова мисла, имено како Кант на некој начин го прави тој субјективистички, така да се каже, пресврт во естетиката, инспирајќи се од Хјум преку категоријата на вкусот, меѓутоа носејќи го на едно ново ниво, при што тој го прави тоа оригинално поврзување на естетиката со концептот на априорното, нели, и со формите, значењето на формите во естетскиот дискурс и особено она негова позната прочуена, да кажам, формулација за безинтересното допаѓање. Безинтересното допаѓање и за нужноста на безинтересното допаѓање, тоа е еден така мощен оригинален пристап во Кантовата естетичка мисла, но кога особено внимание во овој текст е посветено на концептуалната тензија помеѓу од една страна природното и од друга страна уметничкото убаво. И тука пак доаѓа судирот на парадигмите, бидејќи од хегеловската парадигма, која што се фокусира врз убавото во уметноста, Кант сега прави еден радикален исчекор, зборувајќи за природното убаво, за убавото во природата, но и таа категорија не останува хомогена, туку се диференцира, така да се каже. Од тука сега доаѓаме до таа концептуална разлика и поврзаност на убавото и возвишеното, па и возвишеното не е хомогено, пак тука ги имаме од една страна математичкото, од друга страна динамичкото возвишено. Едното што е поврзано со големината, другото што е поврзано со моќта и со она наше искуство на убавината како нешто што не трансцендира, така, значи нешто што ги надминува нашите капацитети и нивната ограниченост, меѓутоа со самото тоа се разбира доколку сме на безбедно, доколку не сме непосредно загрозени од таа стихија, успеваме на некој начин во тоа да ја видиме да ја видиме на наша способност за трансценденција, така над ограниченостите на нашата човечка природа и во таа смисла тоа диспозицијско сваќање за убавото кај Кант всушност води кон едно отварање простор за едно естетско просудување на природата, кое што навистина е темел на современата еколошка естетика и покажува меѓу другото колку Кант бил голем антиципатор и во таа сфера. Следниот текст е на нашиот колега Стивен Фридман, така тој е на англиски јазик напишан и тој зборува за границите на представливоста или представата или репрезентацијата кај Кант, поврзувајќи го со известни поетски референции, така да се каже, така што поимот Повикот на розата исто така фигурира како една таква поетска нишка во насловот на овој текст и тука всушност пак се среќава истиот мотив на едно двојство и напнатост меѓу основните градбени делови на Кантовата мисла, во смисла на тоа дека една од централните мисли во овој текст е мислата на Кант дека ние треба да го поништиме разумот за да дојдеме до верата на некој начин. Значи пак тој премин од сферата на познанието кон сферата на номиналното ете на некој начин, од ограниченото кон неограниченото. Сега Фридман тука ја поврзува ова кантовска мисла, се разбира, не одејќи премногу во детална експертиза, туку ја користи како лајт мотив за поврзувањето со дистинкциите кои што самиот на некој начин така ги развива систематски и кохерентно во рамките на сопствената мисла, а тоа е дистинкцијата помеѓу хеуристичкото и хевристичкото и епистемичкото. Што е тоа? Значи, колку што јас ја разбирам таа категоријална апаратура на
колегата Фридман, хевристичкото е просторот на емпириското, во кое што знаењето може да биде само апроксимативно, само приближно, каде што едноставно имаме одредени законитости на природата и на емпиријата, кои што ги сметаме како универзално важички, но бидејќи имаат емпириски карактер, никогаш не може да бидат апсолутни. Значи сите тие имаат само апроксимативен карактер, секогаш дозволуваат некаков исклучок и настојуваат повеќе нешта од различни, што се онтолошки различни, да ги асимилираат во една категорија, така за да можеме полесно концептуално да владееме со природата, ние мораме ентитетите од една иста категорија да ги сметаме како меѓусебно до некој начин заменливи објектите едни со други. Но, од друга страна, постои тој, што тој го нарекува епистемички простор. Значи, простор каде што апсолутно владее несводливост и редуцибилност, каде што владее комплетна дистинктност на едно од друго, и тоа е единствениот простор каде што е можно апсолутно познание, затоа се нарекува епистемички, затоа што тоа е она што е на некој начин екзистенцијално уникатно. Значи, тоа е она што се спознава од внатре на некој начин и не може да биде заменето ниту сведено на нешто друго. Така што тоа е нешто најблиско до Кантовиот концепт на ноуменалното, како што можев да сватам од експликацијата во текстот, а меѓутоа ноуменалното мора секогаш да се облече во емпириска облека, така да се каже. И оттаму тој се повикува на метафората на облеката, која што не е исто со телото, меѓутоа му е сепак неопходна за да функционира во светот, и на тој начин покажува како таа плодност на тие Кантови концептуални дистинкции и дихотомии може да се операционализира во еден нов контекст. Понатаму следува текстот на колегата Бошко Караџов, доктор Бошко Караџов, кој што не носи сега на подрачјето на современата филозофија на науката. Значи, ја имаме и таа епистемолошка сфера присутна, во која што тој зборува за влијанието на Кантовиот идеализам врз современата филозофија на науката, вадејќи една доста интересна нишка, која што тој нарекува антрописки принцип во современата физика. Што е тој антрописки принцип? Тој се однесува на одредени теории кои што сметаат всушност дека, се обидуваат да покажат, дека еволуцијата на универзумот, така, нејзината специфичност би можела да се објасни според хипотезата дека тие услови се така наштимани, така да се каже, fine-tuned, за да можат да произведат постоење на биолошки живот кој што има потенцијал да развие свест и на тој начин да го спознае универзумот. Така што тој тука оди од линијата на Кантовиот идеализам, инспирирана од будењето од догматската дремка на Кант од страна на Хјум и неговата критика на концептот на каузалитетот, така, и понатаму покажува дека сваќањето на Кант за природата како нешто што е ко-конституирано од страна на свеста, така, значи во феноменалниот свет свеста на човекот како субјект не е само пасивен реципиент, туку активно учествува преку трансценденталните категории или во конституирањето на искуството, значи таа нишка ја влече кон сугерирајќи дека таа може да се поврзе со овие нови трендови во физиката, како особено во космологијата, така што и тоа е еден од тие аргументи за навистина потенцијалот и креативноста на Кантовата мисла и можноста за нови концептуализации што произлегуваат од неа. Одиме повторно на сферата на етиката, така да се каже, со текстот на професорката Јасмина Поповска, кој што чисто наслов гласи како Кант ја избрка фронезис од етиката. Значи, фронезис, при тоа се мисли на оној древен концепт на практичка мудрост, особено афирмирана од страна на Аристотел и други мислители, и тука пак го среќаваме чувството на еден концептуален земјотрес, така да се каже, односно една парадигматска промена, затоа што наспроти влијателната евдаимонистичка традиција во етиката, која што концептот на човечката евдаимонија преведена често како среќа, меѓутоа не среќа во една така површна хедонистичка смисла, туку како остварување на добросостојбата на човечкото суштество, значи процветување на неговите највнатрешни потенцијали за негова самоактуализација,
дека тоа е всушност врвниот етичка цел кон чието постигнување треба да се стремиме. Сега Кант на некој начин ја пресвртува приказната, тврдејќи дека среќата воопшто не е, и покрај тоа што таа има, нели, потрагата по неа има важна улога во човечкиот живот, дека таа не може да биде легитимна морална цел. Така, и дека човековата моралност не може да се поврзе со контингентните, случајните, партикуларните инклинации, со субјективното чувство на задоволство, среќа или потрага по сопствената добросостојба, туку исклучиво со сферата на нужното, априорното, на моралниот закон и нормално централниот поим на должноста. Категоричкиот императив постапува и така што максимата на твојата волја да може истовремено да биде универзален принцип е нешто што ја покажува ова радикална Кантова идеја дека всушност единствено она што е морално, единствено она што е во согласно со моралниот закон и посветено кон исполнувањето на должноста може да има морален статус. И тука е она интересна исто така метафора за тоа дека оној линиар, оној оловен, така да се каже, совитлив линиар од што го употребувале градителите од Лесбос кога ја спроведувале својата прочуена градителска дејност. Кант го заменува со еден ригиден железен, така, затоа што тој флексибилноста на концептот на фронезис, флексибилноста на правилата, приспособувањето на етичките правила на конкретната ситуација, на некој начин го исфрла од етичката перспектива и се залага за она што понатаму е познато како еден вид на етички ригоризам. И во овој текст исто така интересно тоа што се проследуваат и консеквенциите од овој парадигматски пресврт на Кант за современите етички истражувања, покажувајќи сепак дека современите трендови на некој начин се обидуваат да ја ублажат ова, на некој начин да премостат ова голема онтолошка пукнатина, некако да ја затворат, да го затворат јазот настанат од земјотресот и да се обидат да ги помират деонтолошката и евдемонистичката перспектива, повикувајќи се делумни на некои сегменти од самиот Кант, но сепак идејата за расадот, односно за расцепот, останува, ми се чини тука актуелна. И на тоа се надоврзува текстот на професорката Марија Тодоровска, која што оди сега во една компаративна анализа на сваќањата на Кант и на Сартер во поглед на свеста, јас и трансценденцијата. И иако овој текст на некој начин не е како другите, во смисла на тоа дека не оди кон тоа да ги испитува тие внатрешни, како што реков, нели, концептуални тензии, противречности во самото дело на Кант, туку оди со една компарација кон Сартер, ми се чини дека пак парадигмата на дуалитетот останува доминантна и во овој текст, значи пак како тие два аспекта, како тие две крупни парадигми на некој начин да се судираат, имено како резултат од тие минуциозни анализи на сваќањата на Сартер и Кант, кои што се навистина доста длабински, доста софистицирани, дури на моменти звучат и езотерично, сепак извлекува еден јасен заклучок дека овие концептите на свеста и на егото се присутни и кај Кант и кај Сартер, меѓутоа во еден различен контекст, честопати и се дивергентни. Така таа смета дека додека кај Кант свеста е всушност еден вид ко-конститутивен фактор на полето на феномените, кај Сартер пак таа е едно поле од кое што допрва егото треба да произлезе. Ако кај Кант анализите на свеста кулминираат во концептот на трансценденталното, кај Сартер тие водат кон концептот на трансцендентното. И дека ако кај Кант јас е на некој начин гарант за она што го нарекува трансцендентално единство на перцепцијата, во смисла на тоа дека јас мислам ги придружува сите наши представи и ја дава таа замисла за единството на свеста, дека кај Кант егото е нешто трансцендентно, се извинам, кај Сартер егото е нешто што има трансцендентен статус, што допрва треба да се спознае како нешто надвор од себе си.
И на тој начин со овие длабоки филозофски сознанија се заокружува овој прв дел од тематот, каде што навистина имаме исклучително длабоки суптилни филозофски експертизи, навидум различни перспективи, но се надевам дека, мислам, тоа би сакала да го покажам, дека сепак тие споделуваат една имплицитна заедничка црта, фаќаат од одредени длабински резонанци во мислата на Кант, додека вториот дел од тематот, како што реков, го менува регистарот, односно не носи во еден современ контекст, во кој што навистина имаме поврзување на идеите на Кант со некои подрачни истражувања кои што можеби едноставно не би ни паднало на ум дека можат на таков начин да се поврзат. Тука е најнапред текстот на колешката Сенка Анастасова, се извинувам, која што на интересен начин ја поврзува мислата на Кант со мислата на еден современ француски филозоф Жак Рансиер, мислам дека се уште жив, ако не се лажам, и тоа ги поврзува подрачјето на естетиката и подрачјето на политиката. Тезата основна околу која што се движи овој нејзин текст е дека всушност, иако навидум овие две подрачја се одвоени едно од друго, дека преку Кантовата сваќање на естетиката може да се воспостави врска помеѓу нив на таков начин што ќе се естетичкото ќе се свати во една поширока смисла како еден начин на, како што нарекува Рансиер, дистрибуција на сетилното, која што има сериозни општествени импликации, затоа што според мислата на Рансиер, самиот општествен живот е врзан за сферата на сетилноста, како нешто што им претходи на сите човечки акции и активности, и дека во таа сфера на сетилноста постојат простори на видливост и невидливост, на присуство и отсуство, кои што се на некој начин конституирани од играта на општествените сили. Така што борбата за присуство и за видливост и на маргинализираните групи и на општествените субјекти и на некој начин стремеш да се биде активен чинител во таа дистрибуција на сетилното од аспект на присуството, отсуството, видливост и невидливост. Се разбира, ова е моето читање, не мора да биде универзално прифатливо, но некако ми се чини дека е тоа таа нишка која што доминира во овој текст. Понатаму го имаме текстот на почитуваниот професор Самуел Садикарио, благодараме за вашето присуство вечерва тука со нас, кој што исто така дава една интересна идеја за можното проширување на импликациите од Кантовата мисла и кон подрачјето кој што денес е многу актуелно, подрачјето на вештачката интелигенција, а особено подрачјето на така нареченото квантум компјутинг или квантните компјутери, квантното пресметување. Сега, овој текст има доста технички термини и концепти за кои што не можам да речеме како експерт, мислам нема доволно познавање за да можам да ги излечам техничките и научните импликации, но сепак ми се чини дека основната негова идеја е доволно јасна и доволно добро аргументирана, а тоа дека идеите на Кант за теоријата на познанието, за конституцијата на умот, можат да бидат релевантни, треба да се искористат како еден значаен резервоар на идеи и концептуализации во новата епистемолошка конфигурација, односно дека одредени прашања концептуални од сферата на вештачката интелигенција, квантните компјутери и така натаму, можат продуктивно да се истражат со употребата на Кантовиот категоријален апарат, а особено неговото синтетичко априори, или како една од клучните епистемолошки категории. Исто така во оваа мисла има и еден дел што мислам дека навистина е едно сознание кое што е навистина значајно, дека судбината и днината на современата цивилизација зависи од новите технологии, развојот, употребувањето и нивното фронезично и етичко користење и дека филозофијата, ако сака да остане релевантна, мора да најде начин да ги промислува нив, да стапува во контакт со нив и да го користи својот концептуален апарат за да расветли одредени прашања во однос на нив, така што мислам дека тоа е позиција која што
секако може добро да се аргументира да се брани. И на крај тематот завршува со текстот на колегата доктор Игор Поптрајков, кој што го уште една така неочекувана нишка отвора поврзана со филмската индустрија, односно тој ги проучува импликациите од одредени кантови естетички ставови за современата така наречена мејнстрим филмска продукција, во која што има една интересна динамика или диалектика помеѓу од една страна стремежот се задоволат барањата на широкиот круг конзументи, но од друга страна филмот да се искористи и како еден медиум на пласман на значајни идеи кои што често пати се и критички, дури и субверзивни, во таа смисла што таа продукција често пати го создава токму она зашто покажува дека треба да се уништи. Така што таа идеја за конструктивните и деконструкцијските потенцијали на современата филмска индустрија е интересна сугестија и барем според мислењето на авторот може да се најдат некои поврзни точки помеѓу неа и кантовиот свет. Така што тоа е тој централен дел од филозофската трибина, тематот посветен на Кант и неговото дело, и ми се чини дека е овој приказ, можеби за аудиториумот, не е краток воопшто, меѓутоа верувајте дека со тешка мака се контролирам, значи да не одам подолго во експликација на овие тези кои што навистина заслужуваат големо филозофско внимание, но тоа не е се, драги аудиториум. Колку е часот? Добро. Не е важно. Затоа што друг значаен дел од нашиот, постојано велам, професионална деформација, сите што ме канат за промотор мора да сметаат на тоа, или да ме опоменат, или да го издржат филозофското предавање. Значи, следниот дел од филозофската трибина е посветен на авторските текстови и тука имаме исто така една навистина богата филозофска гозба. Имаме тематот, го имаме текстот што е посветен на една тема која што навистина има и онтолошки и етички, а не само филозофско-религиски импликации, а тоа е падот на ангелите и на човечкиот род, односно потеклото на злото во светот. И во таа смисла преку анализата, перската анализа на голем дел автори од религиската традиција, таа покажува како всушност генезата на падот се состои во чин на слободната волја, така дека еден од првите ангели практично по своја собствена волја под влијание на собствената ароганција, така да се каже, се одметнал од Бог и на некој начин ги повлекол по себе и другите, вклучително и нас преку така е, човечкиот род, сите нас, да не можеме да си земеме, каков е алтернативен термин да барам, пак сме ние вклучени во целата таа приказна за падот. И на тој начин всушност се покажува дека поимот на слободната волја и на гревот се тесно поврзани, дека не може да функционираат едни без други, меѓутоа сепак постои и токму преку таа слободна волја можност за искупување како избран гест на создадените суштества. Понатаму го имаме текстот на колегата доктор Ведран Дездаревиќ, исто така присутен тука и во тематот и во нашиот текст филозофска трибина. Тој зафаќа една интересна тема, се обидува на читателскиот аудиториум да му ја приближи мислата на Фредерик Џемисон, еден многу значаен современ мислител од областа на литературната книжната критика, политичката теорија и филозофијата. Тој неодамна почина, ако не се лажам, така. И навистина успева во тоа, затоа што во овој текст се покажува како еволуира мислата на Џемисон, меѓутоа и неговата, така да се каже, презентацијска реторика, затоа што станува збор за одредени негови транскрипти од негови предавања, држани за време на ковид пандемијата, во кој што тој некои стандардни теми од својата предходна интелектуална преокупација, особено за развојот на француската
филозофско-политичка мисла, како на такој начин, како еден вид на конкретна универзалија, општи филозофски теми, согледани низ призмата на конкретната општествена мисла во одредено време и во одреден културен контекст, ги прави на некој начин подостапни за публиката, почитливи, ги приближува до најширокиот читателски аудиториум, без да изгубат ништо според оценката на авторот од својата релевантност, свежина и издржаност. И на последниот текст од овој темат посветен на авторски текстови е од исто така нашата колешка професорка Славица Србиновска, со кој што се обележува 30 години од филмот, снимањето на филмот Пред дождот од Милчо Манчевски, и тука во еден навистина опстоен текст од лабинска критичка анализа и низ да кажам призмата на книжевната теорија, меѓутоа из призмата на визуелната теорија и имајќи предвид и одредена критичка рецепција на филмот на Милчо Манчевски, како со позитивни, така и со, како што реков, по критички настроени тонови, таа влегува во аргументацијски диалог и со нив, покажувајќи навистина ја вредноста и трансвременската и транспросторната, така да кажам, релевантност на ова дело на Манчевски. На крајот на оваа наша филозофска трибина постојат и неколку стандардни, да кажам, делови посветени на филозофскиот живот во Македонија. Имаме транскрипт од промоцијата на 35-тиот, ако не се лажам, број на филозофска трибина од колегата Александар Богатинов, кој што е како еден своевиден приказ на нешто што е објавено, значи во категоријата на објавени на дела. Имаме исто така и приказ на другите филозофски настани во периодот меѓу едната и другата трибина, како и педантен, минуциозен приказ на новите дела објавени од македонската филозофска проблематика. Мислам дека тоа е содржината на делото и вака заокружувајќи, заблагодарувајќи се за големото трпение и заокружувајќи го овој промотивен говор, промотивно излагање во поглед на филозофската трибина, пак некако ме влече Кант. Значи, некако не ми се заокружува без Кант. И еве да ве подсетам дека уште од нашите средношколски денови многу лесно за паметење беше таа шема на трите прашања околу кои што се движи филозофијата на Кант, што се обединуваат во едното четврто, мислам, мета прашање, така да се каже. Што можам да знам, што треба да правам, на што можам да се надевам, а сите тие се обединуваат до прашањето што е човекот, значи во таа антрополошка проблематика. Сега имајќи го сето ова предвид и оваа нова перспектива што ми ја отвори читањето на овој наш темат, односно така идејата за Кант како мислител на внатрешната пукнатина и на тој сеизмички потенцијал што лежи во основата на човечкото суштество, можеби ова прашање што е човекот, од прашање за суштината на нешто, можеби навистина е посоодветно да добие некој трансцендентален пресврт, трансцендентален шмек, да се постави прашањето за условите на можноста, бидејќи трансценденталното со тоа се занимава, и да се постави прашањето како е воопшто можно постоењето и функционирањето на едно такво внатрешно противречно суштество. Кога ќе земеме што се случува со нашиот свет, на човек му доаѓа малку во тие моменти на така емотивна растресеност да каже дури како по ѓаволите е можно вакво нешто да постои и да функционира, а светот се уште да не се распадне под притисокот на тие, да речеме, ненадминливи противречности во нашата собствена природа. Да, сега, ми се чини дека сепак некој дел од можниот одговор на ова прашање се крие во самите текстови и дека некако, иако со едната нога постојано стоиме на едната, а другата на другата тектонска плоча, Плутон се ниша, сепак во мислата на Кант постои и некој лак, така да се каже, некоја поврзна точка, некој мало мовче што гарантира
минимум единство и мене ми се чини дека текстовите во оваа книга укажуваат, во ова списание, укажуваат дека тоа се две, така да се каже, вредности. Од една страна слободата, од друга страна убавината. Затоа што еве во текстот на професорот Ѓушевски експлицитно беше тој поднаслов, мислам, таа поента истакната дека слободата е всушност мост помеѓу емпириското и номиналното, помеѓу феноменалниот и номиналниот свет. Значи слободата е таа точка која што ја држи целата архитектура, а во текстот на професорот Джепаровски беше потенцирано оној факт дека третата критиката на науката на судењето, всушност служи како некој вид на поврзница, некој вид спојка или таков имплицитен мост помеѓу светот на познанието, третиран во критиката на чистиот ум, и светот на действувањето, значи во критиката на практичкиот ум. И дека тие противречности помеѓу ноуменот и феноменот, помеѓу теорискиот и практичкиот ум, помеѓу природата и слободата и така натаму, на некој начин се имаат можност да се бидат надминати во тоа естетско рамниште. Сега, дали од тука можеме да изведеме дека убавината ќе спаси светот, не знам дали можеме толку категорички да тврдиме, но ми се чини дека колку што во мислата на Кант се дадени тие драматични, како да кажам, тектонски, се присутни тие тектонски движења, тој татнеш на нашата противречна конструкција, мислам дека барем еден зрак постои како на некоја така светла надеж дека ако своите дејства ги фундираме во цврстата точка, колку и таа да не е доминантна, ама сепак, како реков, една центрипетална сила, дека можеме нешто од кривото дрво на човештвото да изделкаме што ќе биде право. Благодарам.